Британија не подпишува договори со кого било за целосна политичка и економска соработка. Вице-премиерот Александар Николовски вели дека ова е прв договор кој Обединетото кралство го склучило со кого било во регионот, што покажува дека во Македонија гледа свој најсилен партнер. И покрај сојузништвото во НАТО, според Николовски, ова е еден вид на многу поголема соработка. Тој очекува преку стратешкото партнерство да се подобри животот на граѓаните во земјава, а билатералните односи меѓу двете држави да се издигнат на едно ново ниво. Сметаме дека сме спремни, многу сме мотивирани. Всушност и брзината со која што дојдовме до овие два договора, влада со влада и стратешко партнерство, а на крајот на денот најдобра потврда за ова што го зборуваме е дека на другата страна имаме никој друг, туку Велика Британија. Тој е светска сила број 2, нуклеарна сила, земја членка на Советот за безбедност, земја победник во Втората светска војна и единствена кралска империја која што преживеа во светот. Така што не случајно тие потпишуваат со нас договори и не е дека потпишуваат со секого договори. Како што кажав, ние сме единствени во целиот регион со кого имаат потпишано договори. Проектното финансирање треба Македонија да ја донесе на едно комплетно ново ниво на економски развој, смета Николовски. Договорот со Британија значи дека се ставени на располагање историски најголем обем на средства од 6 милиарди евра за реализација на капитални проекти. Засега Македонија има готови проекти во вредност од 2,2 милиарди евра за брзата пруга долж коридорот 10, за изградба и реконструкција на болниците во Штип, Кичево и Тетово, како и за медицинскиот факултет и студентскиот дом во Штип. Николовски рече дека во текот на летово треба да се заокружи нивното финансирање и да се изберат изведувачи кои ќе треба да ги градат овие инфраструктурни проекти. Неговите очекувања се градежните работи на терен да започнат доцна на есен годинава. Уверува дека условите за позајмување на парите ќе бидат најдобрите што Македонија може да ги добие во моментов на финансиските пазари. Тоа е нешто што е проектно финансирање, зависи од зрелоста на проектите, од тоа кога ќе ги реализираме проектите, колкава ќе е висината на финансирањето на проекти. Но она што можам да го кажам е дека ќе бидат најдобри услови кои што Македонија било кога ги добила од било кого и дека се услови кои што во моментов Македонија не може да ги добие од ниедна друга релевантна западна меѓународна институција, затоа што максимум што досега Македонија успеала да обезбеди се 350 милиони евра, а тука веќе зборуваме за проекти кои што надминуваат 2 милиарди евра, иницијално или 6 милиарди евра финално. Друг важен аспект кој Николовски го потенцира е тоа што договорот влада со влада ќе овозможи британски експерти да помогнат во размена на знаења и искуства во делот на јавната администрација и бизнисот, што треба да ги издигнат двата сектори на едно повисоко ниво. Вториот договор за стратешко партнерство помеѓу Македонија и Обединетото кралство, кој што ја опишува целокупната политичка и економска рамка на натамошна соработка на двете земји, се очекува во следниот период да го потпишат двајцата премиери Христијан Мицкоски и Кир Стармер.